Вака, значи, здравствениот дом е една здравствена установа која што екзистира како самостоен правен субјект и како самостојна здравствена установа од јули месец 2005 година, кога законски практично сме одвоени од клиничка болница и функционираме како самостоен правен здравствен субјект. Здравствениот дом во Битола врши услуги од типот на превентивна здравствена заштита, куративна, односно лечебна дејност и диагностичка. Во групата на превентивна дејност влегуваат неколку служби, тоест најголемиот дел од службите во здравствениот дом се од превентивна, како што е превентивна здравствена заштита за деца од 0 до 6 години, за тоа се предшколски деца, потоа за школски деца до 18 години, па имате превентивна здравствена заштита на спортисти или спортска медицина, имате превентивна здравствена заштита за стоматологија за деца до 14 години. Тука влегува исто така превентивни здравствени прегледи во трудова медицина. Тие се отприлика као превентивни делови што се потоа мислам тука влегува систематските прегледи, да не навлегуваме во ситници. Покрај превентивни здравствени прегледи влегува вакцинацијата и така натаму. Во диагностиката влегуваат лабораторијата, рентген службата за заби која што се изведува тука во здравствениот дом, а додека во лечебната, односно куративната здравствена заштита влегува итната медицинска помош, како една од најголемите служби во здравствениот дом која што пружа итна медицинска здравствена заштита на граѓаните во дадени ситуации, дали се тоа здравствени проблеми, дали се тоа повреди, сообраќајни несреќи и така натаму. Во скопот на итната медицинска помош функционираат неколку одсеци, самата итна медицинска помош, па потоа влегува дневната болница, влегува домашното лекување, а влегува исто така и руралниот доктор. Тука во сите тие одсеци практично се действува стручно во према самата индикација која што се наложува. Ако е итен случај, нормално дека екипите на итна медицинска помош, кои што според правилникот на здравствена заштита пропишан од Министерството, работи во 3 смени по 8 часа и регион кој што опфаќа е значи самиот град Битола и околината, односно околните села во Пелагонија. Тоа е еден поширок простор каде што нашите служби реагираат во одредени моменти кога има потреба. Потоа домашното лекување исто така е од големо значење во здравствениот дом затоа што представува практично продолжување на болничкото лечење. Наши екипи, кои ги имаме 5 на број, вршат посета на болни, тешко болни, кои што се биле лечени во болница и продолжуваат да се лечат во домашни услови. Тоа кратки црти ви објаснам. Потоа, исто така, дневната болница се користи за давање на одредени инфузии, одредени моментални застои на пациентот тука без да биде праќан во клиничката болница, услуги значи од типот на инфузии, венски инекции и така натаму. И во последно време, последната година и пол, воведен е руралниот доктор, каде што имаме доктор кој што врши посета низ пелагониските села. Имаме 29 пункта, значи на 3 општини, на Битола, Могила и Новаци, каде што се одредува на секој почеток на секој месец се одредува сатница, ден и престој во одредено село на руралниот доктор, што е значи во екипа со медицинска сестра и возач. Последно извршивме мислам контроли, се вршат доста посети и пациентите се задоволни. Исто така профункционира и руралната аптека, така како денеска престојува руралниот доктор во некое село, наредниот ден може со креирани рецепти да си подигне терапија. Така да во целина тие се служби од превентивно-куративен и диагностички карактери и на крајот доаѓа управата, нормално со административниот дел, правниот сектор, економскиот сектор и техничкиот дел на здравствениот дом. Во целина така изгледа во кратки црти лична карта на здравствениот дом, која што може да се види и да се обсервира како една установа која што постојано е во една динамика своја. Иначе ова е стар објект, 60 години стар, кој што со помош на буџетски средства, нормално кои ги добиваме во здравствениот дом, се трудиме да го одржуваме во што подобра состојба. Иначе имаме одлична соработка, затоа што практично тие ги прифаќаат нашите болни и секогаш ние викаме ако клиничка болница извршила прегледи на
и 100.000 пациенти, тие сите 100.000 поминале тука во здравствениот дом, затоа што покрај итната медицинска помош, во здравствениот дом, да не пропуштиме да кажеме дека функционираат концесионери, односно концесионерски амбуланти, кои што ги има околу 15-тина, доктори кои што работат како концесионери, тие ги прегледват исто така пациенти, издаваат упати до клиничката болница и така во еден склоп, значи превентивно, како да кажем, диагностички начин на однесување кон нашите пациенти, така ги изгрижуваме пациенти во клиничката болница. Во здравствениот дом негде околу 230 вработени имаме и не знам се тоа, приватните се некаде исто, можеби тука некаде блиску до таа бројка, така да овој здравствен дом е со доста вработени луѓе. Зградата е стварно стара, градена е некаде 50-тите години, и тоа е факт. Меѓутоа, знаете, со доста напори успеавме да така изгледот да го ставиме во еден ранг на така добро одржувани објекти. Изградени се доста пристапни патишта, рампи, изграден е лифт во здравствениот дом, потоа уредување на паркот, осветлувањето и така натаму, знаете, затоа што беше тој објект доста запуштен, беше доста затворен од сите страни, успеавме да направиме една циркулација околу самиот здравствен дом и низ здравствениот дом, така да му дадовме една функционалност на истиот да може да приоѓаат возила и пациентите, например, од сите страни, и тоа ни дава една можност и еден поттик да продолжиме и понатаму да го усовршуваме. Меѓутоа, знаете, се е врзано со парите, мислам, буџетските средства што ние ги практично трошиме на сите тие работи. Понатамошниот период ние се надеваме и сме во една рамка влезени, например, на подобрување на таа инфраструктура и на самиот здравствен дом. Например, ќе ви кажам само дека самиот здравствен дом досега имаме направено последните 2 години, каква е, например, дограмата, имаме санирано, например, 109 прозори, а ни останаат уште 233. Значи, тоа е една стара куќа, која нормално и треба реновирање. Сега ние постигнавме еден договор со Министерството за здравство, што, мислам, е една ситуација за така една добра надеж, дека ќе извршиме препокривање, реконструкција на здравствениот дом, ќе извршиме препокривање на самиот кров, кој што се уште имаме азбестни салонитски плочки и аделија со лим. Постигнавме договор да извршиме целосно покривање со лим на кровот, потоа целокупна замена на дограмата и чистење, односно реконструкција на самата фасада на здравствениот дом. Така да се надеваме дека до почетокот, мислам, до крај на оваа година ќе биде поставен од страна на Министерството на тендерто идеен план за реконструкцијата, која што ќе чини некаде околу 12 милиони денари. А се надеваме дека почнувањето на изведбата и распишувањето на тендери од страна на Министерството ќе биде некаде околу февруари месец и израчунаме дека до таму некаде до крајот, до средината на идната година дека ќе биде тоа завршено и мислам тоа е наше задоволство што ќе имаме еден од поубавите објекти во градот.